Добро вечер во отвореното студио. Јас сум Христо Ивановски. Ние денес со моите гости ќе дебатираме на тема Големо ни е името. Цитат од една песна на нашиот Блаже Коневски, кој велеше дека сме смачкано племе и дека името ни е големо и некој ќе се обиде посегне по него. Денеска се случуваат неколку важни настани поврзани со процесот за решавање на проблемот со името. Еден од нив е посетата на вице-премиерот Бујар Османи на Атина. Но, како една лавина информации, имавме и претходниве денови, а тоа е интервјуата на македонскиот премиер Зоран Заев, во кој тој во стилот на Емануел Макрон кажа дека тој нема црвени линии. Макрон кажа нема црвени линии, туку има само хоризонти, што значи отворен за решавање на спорот за името. Потоа Мицковски, лидерот на ВМРО ДПМН и на опозицијата Христијан Мицковски, кажа дека ништо не знае за преговорите. Председателот Ѓорги Иванов веројатно знае, затоа што имаше известни консултации пред известно време со нашиот преговарач Наумовски, но официјално молчи. Денес, додека ја снимаме оваа емисија, се гласа за законот за јазиците. Многу настани поврзани со ова прашање. Мои гости се амбасадорот Ристо Никовски. Добро дојде. Добра вечер. Ефтим Клетников, поет, есеист, лидер на еден од лидерите на Манифест движењето. Добре дојде. Добре најдов. И мојот нов гостин во овие отворени студија, во овие дебати, Ненад Јовановиќ. Добре дојде и за. Добре ве најдов, фала на поканата. Значи, рамката во која ќе се движиме во оваа дебата е околу името, идентитетот и јас не спомнав, тоа е новиот план кој вчера и денес се форсира и односно се представува како ексклузива на Инфошкип, а е од грчки извори во кој од трите имиња кои сега беа во оптек деновиве, значи Горна, Северна и Нова Македонија, се задржува како предлог, односно веќе утврден, бетониран на некој начин предлог, Нова Македонија. Можно ли е на вакво сценарио да завршат оваа фаза на преговори, Никовски? И што би значело тоа? Дали ќе завршат, ќе видиме. Меѓутоа дека од сите страни го намалуваат и стеснуваат маневарскиот простор, дека сме од сите страни како Ѓорги Сардисан, тоа не е спорно. Само сега е ново дека не сме само ние по жесток притисок. Грчките медиуми пред некој време објавија дека американците им дале рок да се реши проблемот со името до ова лето и дека ако тоа не се случи, дека ќе не примиле во алијансата со референцата. Мислам дека вториот дел апсолутно не доаѓа во предвид. Значи тоа прием во алијансата со референцата е Заради правото на вето на не ли правото на вето, членките. Не. Вето немаше нити во Букуреш, нити ги има повторно, разбирате. Меѓутоа ставот на алијансата и на лидерот на алијансата е дека прво името, потоа членство, нели така, и тоа е ултиматум, блокада, уцена како сакате. Значи неодамна во тој цел, да го речем, комплекс кој вие го представивте, неодамна Бугарија јасно стави до знаење дека Северна и Горна не доаѓа предвид, бејќи тоа ќе го меша и нивниот дел од Македонија, односно Пиринскиот дел. И кој ќе земете све заедно, логиката се сведува на Нова Македонија и не само таа гледна точка, бидејќи се прават напори, многу некоректни, многу нечесни, разбирате, нас да не представат како некој победник во тој спор, каде што ќе изгубиме де факто се. Значи, еве Грција се повлекува и од таа географска одредница, односно додавка, што се го кажа и во последниот интервју на Антена и Кодзијас, валјда во текот на вчерашниот ден. Од друга страна, го даваат некои вестници, разбирате, Каменос, кој вели не може да има Македонија, зборот на името, тоа више го избришале грците, зборот Македонија, значи ќе не представат како победници, али ќе ни ги сечат и нозете и рацете, разбирате. Така тоа е една дипломатска игра, на која мораме да е многу внимателни, и сето тоа води во една насока, значи да ние
прифатиме ново име, за така наречена дворечна употреба, што значи исто така ерга омне само за година, две, три, кога се до тоа што го бара Грција и вчера Кодзијас исто така повтори дека едно име за севкупна употреба, разбирате, тоа останува као грчки став и као грчка позиција која очигледно прецизира и на владата која имаше пред некој ден во намален тест потесен состав средба само околу името. Значи, од сите страни се стеснува тој наш маневарски простор. Нашата страна изјавува дека е спремна за договор. Дури, мислам, во секој случај, мислам, акцијата на владата да бара решение е позитивна. До сега тоа го државме на страни, тоа беше погрешно. Меѓутоа, концепцијата до која доаѓаме ние, која можеме да согледаме, индикаторите кои ни покажуваат, тоа се оди во капитулација, чиста капитулација, слична на, само завршам, слична на договорот со Бугарија. Значи, целта е да Македонија прифати нова Македонија како име, што е полошо од сите други географски додавки, бидејќи тоа на најкусможен начин потврдува дека сме ние измислици на Тито, дека до 1944 година, кога се создаде првата современа македонска држава, немало македонци, што де факто ние потпишаме со Бугарија, кога рековме дека историјата ни е заедничка, значи бугарска со други зборови. Така да сите тие елементи водат во една насока, Македонија да капитулира и да се најде некој начин да се тоа објасни на народот, апсолутно, мислам, чиста манипулација, дека Македонија не загуби ништо, не напротив дека доби. Одлични поенти. Токму на таа тема сега сакав и да поминам со Ненад, како политиколог и граѓански активист, не спомнам во воведот. Само да кажем како е представен овој предлог, за да можеме посуштински да дискутираме што би значило тоа. Бидејќи нешто од ова ќе се најде очигледно на маса. Ќе се како предлог на најверојатно на преговарачот, на посредникот во преговорите, Нимиц. Значи име Република Нова Македонија и на англиски New Macedonia. Иако овде даваат варијанти и грчки и албански. Интересно е зошто и на албански јазик се даваат сите овие варијанти. Скратен назив Нова Македонија, нема Македонија, значи не сме да се користи. Имаше еден стар предлог исто за користењето на Македонија, никој да нема ексклузивно право. Јазик современ македонски јазик. Така, јас би рекол, овој план е малку чуден, но еве, ќе го анализираме, можеби во чудните детали се крие и ѓаволот. Националност, државјанство македонско, цртичка New Macedonia на англиски. Ме следите внимателно? Црква, Нова Македонска православна црква, Охридска архиепископија и наредните две точки не треба да се предмет на преговори и договори, тие се производ на самоопределување, значи идентитетот на македонскиот народ македонец и овде на грчки има Славо Македонес, значи не е исто. Имаме за домашна употреба и идентитетот на грците кои регионално се идентификуваат како македонци, Greek of Macedonians, грчки македонци. Значи нема спојка меѓу ние македонци, тукашните македонци и егејските македонци. Јасно. Тие се бришат, мислам. Ненад, како политиколог ти изгледа се во ова? Прво, на почеток да се благодарам на поканата. Тоа е прво. Второ, сега ова не знаеме колку е релевантно. Сега ние имаме неколку, како да кажем, надувани балони кои се шири една, како да кажем, една морална паника. Сега ќе биде вака, ќе биде така. Прво тоа, колку што знам ја, е грчки медиум кој ни нафрала некакви, како да кажем, уште непроверени информации, што ќе биде промената, каква ќе биде, каков ќе биде диалогот. Реално ние немаме некакви опипливи аргументации како се одвиваат преговорите, за што се зборува на преговорите. Имаме само една, како кажем, една оптимистичка нарација на премиерот Заев, кој вели дека е оптимиста во овие преговори,
али суштината според мене се скрива во тоа дека не може да стане збор за промена на македонскиот идентитет. Мислам, такво нешто не може да се промени македонскиот идентитет. Тоа е исто една, како да кажам, една демагошка приказка. Македонскиот идентитет ќе си остане македонски идентитет и тоа не може да се промени. Клучниот проблем, сега ја не зборувам од позиција на политичар, него ја зборувам од позиција на некој граѓанин. Земјава денеска во овој момент е поприлично растурена во сите сфери од општественото живење. Ако една власт одлучи да го менува најгорливиот проблем, тоа е проблемот со името, тогаш што правиме со оние клучни моменти кога се прашање за реформа во судството, што е со здравството? Денеска ние знаеме дека нема министер по здравство. Значи, граѓаните мора да се сервисираат, управата, државата мора да функционира. Овие сега дипломатски работи околу проблемот со името, се уште мене лично ми се не јасни. Има, ви велам, некакви балони кои се испуштаат и сега како ние да се чувствуваме, барем ја така се чувствувам, како да сум некој апарат кој треба да се изјаснува. Дали треба да се изјаснам сега за промена на јазикот, па не знам дали требало да се промени, како рековте вие, тоа со слава македонци и така. Ние реално мора да видиме што се преговара, на кој начин се преговара. Факт е дека тука се гледа многу добро дека грчката страна малку ја, како да кажам, ја наметнува нарацијата околу преговорите. Исто така, колку што добро прочитав, на 19 јануари ќе има во Њујорк повторни средби помеѓу владата на Македонија и владата на Грција, но исто така не можам никако да го исклучам моментот или фактот дека као деме Грција во сите преговори има некакви претензии кон Македонија. Не. Сакам само еден ноторен факт да кажам околу грчката позиција, која ја гледам и ја сумирам некако поприлично и со Алексис Ципрас околу неговите, како кажам, активистички движења и тие леви радикални идеи со Сириза што ги контемплираше пред да дојде на премиер. Министерство за надворешни работи, односно Министерство за финансии на Грција, бруто домашен производ на грците се околу 214 милиарди евра. Само од море грците заработуваат секое лето од 14 до 18 милиони евра. Се разбира дека Грција е лидер на регионот на Балканот. Тоа е неспорен факт. Но исто така е многу важно дека во преговорите владее оптимизмот на премиерот Зоран Заев. Тоа е неспорно. Тоа сите го гледаме и сите некако тоа се восприема. И ја мислам дека клучниот момент, и со тоа завршувам, дека во овие преговори ќе мора да биде вклучена и ВМРО-ДПМН со некаков договор измеѓу двете главни стожерски партии кои ќе одлучуваат за оваа земја како ќе се движи напред. Значи, без ВМРО-ДПМН ние повторно се враќаме, вечно враќање на исто од 2008 година. Ако може кратка реплика. Ја мислам, секако. Мислам дека ВМРО ќе влезе во возот, прашање само на која станица, дали на предпоследната или на последната, и тоа не е коректно или не е добро во градењето позицијот, и гледаме дека во Грција сега се сите вклучени, таму врие. Чи нова демократија која се стреми повторно на доеда на власт, нели, со Мицотакис, најмалиот. Потоа Каменос, кој е коалицијски партнер на Ципрас. Да, само не заборавајте еден момент дека таму има националистички струи кои сега името на Македонија прилично го користат за собствена мобилизација. Значи тоа е како кажам, елементарно тоа се гледа дека одма има некаков балон патриотски, као ова ми не одговара, идентитетски приказки, секогаш тие некои националистички струи се коптираат за некакво свое поле околу која, али јасно кажа овој градоначалникот на Солун дека нема доволно аргументации за да има предлози што ги пуштаат како пробни балони или ни го опипуваат пулсот грците, имаат една константна. Они сакаат сите предлози што ги давате да биде понивно, решението да биде понивно. Они се секоја жртвите и они треба да бидат со исполнети барања. Реплика. Мислам дека суштината е што сите информации кои ние сме ги добивале за 25 години и се ги добиваме доаѓаат од Грција.
нашата страна, сега малку имаме изјави на премиерот, со некој, мислам, добра волја, нагласен оптимизам и слично, меѓутоа детали никој ништо до се не добил освен од Грција. Секој доаѓа таму, тоа е првото. Мислам дека не можеме да се согласиме дека Македонија е растурена држава. Македонија е држава со многу проблеми, која држава нема проблеми? Јапон има сериозни економски проблеми, разбирате. Америка има разноразни проблеми. Према тоа, Македонија не е растурена држава, Македонија има свој министер за здравство, а проблемите во здравството во една Америка, знаете дека Обама, Кеар и други паѓаат со години се расправаат, према тоа е една тешка социјална, мислам, дилема како да се решаваат проблемите и Македонија ги има, тие не е спорно. Меѓутоа, да не ги мешаме внатрешните работи со името. Името нас не е оспорено, не само името на државата. Нас не е оспорено името ради идентитетот на народот. Да беше само името на државата, немаше да има пакети. Немаше да има, ќе се вика вака, ќе се употребува вака, името Христо, ќе го наречеме Трајче, овој Ристо ќе го речеме Петре, и завршена прикада, ќе ми викате сте Петре. Али таа позадина која се крие, целта на Грција не е да го смени името на државата, да го смени народот, разбирате. Грција не прифаќа дека вие сите постоиме, разбирате. Значи, тоа е суштината. Ако тоа не го сваќаме ние, ќе се вртиме во магепсан круг. Значи, суштината е да се промени идентитетот на македонскиот народ, да се избрише тој како таков и да се нарече новомакедонци. Кои се новомакедонци? А шо бил татко ми? Ако мене се ме наречат новомакедонци, шо бил татко ми, шо бил дедо ми? И не само нашите и вашите, разбирате. Или ова со Бугарија со јазикот, значи од уставот. Да, а што бил татко ми, кој татко ми, дедо ми? Тој магичен круг точно е, 25 години трае, имаше и некои подобри времиња кога да речеме Љупчо Ѓорѓиевски и Симитис се приближија и дојдоа до некое решение, но можеби контекстот во Европа беше поинаков. Сега работите се сосема поинакви. Не тоа спорно, меѓутоа уште една работа, преговори луѓе нема. Ние имаме медијација. Медијација и преговори се две сосема различни работи. Ако имаше преговори, кога ќе се сретнат, нели, овој Василакис и нашиот Наумовски, ние ќе знаеме што договориле. Тие пренесуваат, тие само поштари, тие се офицери за врска, пренесуваат што сакаат владите и минимис на крај, како окус-покус, не да ќе извади од джепот некој предлог. Само ако може мала рефлексија на господинот Никовски. Значи, повторно ви викам, не може да го избришат народот македонски. Народот македонски си е народ македонски. Но тоа е целта. Не е целта. Мислам, приказката е дека ние ќе мора да се интегрираме во НАТО и во Европската Унија. Како што? Како што ќе се одвиваат преговорите. Ние не знаеме. Ние не знаеме. Приказката оди кога ќе се интегрираш во некој поголем Атлантски сојуз, се работи за цивилизацијски некои вредности. Значи, ние ако цело време, повторно се ви велам, ако се враќаме на вечно враќање на исто како во Букуреш, значи и претходната влада тргна да го промени името, па кога видоа дека нешто не им се допаѓа во самите преговори, тргна повторно по внатрешнување. Сега, наместо ние да излеземе малку од овој ќорцокак, од овој казан во кој сите сме заглавени, и земјава апсолутно не велам ја во таа смисла дека е растурена, него оваа земја мора да оди напред. Оваа земја не може веќе вечно прашање 25 години да биде приказката околу името, не да се прекрсти. Тоа ќе зависи од медијаторство, како што и сами рековте. Значи, не оди повторно приказката на инат, него приказката мора да оди да видиме кај сме ние во тој некој реален цивилизацијски простор. Приказките со идентитетот не се приказки кои што се клучни. Приказките со идентитетот се, некоја да кажам, ефемерна тема од главните проблеми. Значи, тоа е сега клучниот проблем што нас ни се наметнува. Ама извините, вие велите кај сме ние во тие цивилизацијски движења, значи тоа е Европа, тоа е НАТО, Европската унија, се сложувам, а тие цивилизацијски движења велат, ке те приме ако се прекрстиш. Извините, кај работите вие? Јас работам во невладина организација. Да, во невладина организација. Ако во таа невладина организација ви речат, не се викате вие? Не. Ако ви речат, добро, ние ќе приме тука да работите кај нас, само ако се викате Петре. Ќе прифатите ли тоа? Ама видете, не може персоналната професија, не може професионалната професија или професионалниот личниот идентитет да се коптира со државата. Едно е држава, и државата има свој идентитет, така, има свој идентитет. Државата има свој
своји механизми и своји... Идентитет има свој државата. Ама добро, идентитетот И кој тоа го прави? негира. Добро, Идентитетот да кој го прави? прекинеме... Го прават луѓето и Да, граѓаните. се извинувам, за не испадне како Ајде пинг-понг. да не испадне така ефтивија само гости како тука. пинг-понг, не ни е тоа целта, сепак треба да видиме клучната работа е дали Нова Македонија, дали Северна Македонија, дали Горна Македонија или едноставно Република Македонија. Јас се согласувам дека и мене ми изгледа секојдневно дека имаме проблем со институциите на државата. Јас мислам дека сум во еден простор кој е многу нервозен, тежок, бавен во решавање и наоѓање решение, и тоа ме измачува исто така. Но тоа е нели слабост на или капацитетот на нашите институции. Ова е веќе нешто што е историски веќе проблем на една или втора генерација која треба да го реши на овој или на оној начин. Се пишуваат писма. Фроден пред некој ден побара од председателот да прашањето да го постави пред Генералното собрание на Обединетите нации. Што е апсолутна Корект, грешка. ќе видиме. За признавање на уставното име на државата, нели, под признавање под уставното име, вие пишувавте како манифест. Не знам дали би сакал во свое лично име да зборуваш или во име на манифестот, тоа реши си. И во една и во друга. Значи, зошто тие писанија очигледно е ако владава оди во насока да се обиде да најде решение со Грција под притисок или не, во дипломатијата има притисок, а голем дел од народот се противи на ваков или онаков начин, се најавуваат нели граѓанска непослушност, референдуми и така натаму, каде ќе отиде целата таа работа? Видете, овде беа спомнати балони. Не се работи овде за балони, туку се работи за катастрофа, некоја елементарна катастрофа, јас би рекол. Затоа што на некој не му е јасно што е име, што е идентитет. Кај нас се создаде една шизма, една шизофренија, дека е различно име, различно идентитет. Сменете го името, во идентитетот не ви се меша. Тоа значи дека тој што го вели, тоа нема поима што е тоа име, што е тоа идентитет. Или лажи. Нема поима ни Заев кој е оптимист. Што ќе ни го нам неговиот оптимизам ако направи злосторство? Е баш така рекол. Бидејќи ако се смени името, тоа е злосторство. Зошто? Јас пред една недела по втор пат ја читав книгата на знаменитиот француски антрополог Луи Ван Сен-Тома, Антропологија на смртта во 2 тома, каде што он говори за оваа цивилизација што толку многу ја фалиме ние евројамеромитоманите, европска, западна, картезијанска цивилизација. Наречете ја како што сакате. Таму он кажува за сите злосторства идентитетски имено на таа цивилизација. Земајќи ги во Африка црнците, индијанците во Америка, во Австралија и така натаму. Дека не Сталин, туку први англичаните, да речеме, ги отвориле гуласите. И така натаму, и натаму така. Што сакам да кажам? Значи, дека името е она од кое извира идентитетот. Посебно кај нас. Ние не треба да одиме по друго да стигнеме до генеричкиот идентитет наш, освен да тргнеме по името. Како светилка некоја низ темните пластови на историјата, на цивилизацијата. И ќе стасаме таму кај што ќе не одведе тоа, дури низ просторите библиски. Неколку милениуми, знаете, тоа име оди негде и стасува негде. Стасува, да речеме, колку што сега се знае, до првата таблица на Мојсе, етнографска за народите пред неколку милениуми. И од таму наваму иде преку. Сега, вие почнавте со мотото на Блаже Конески, големо ни е името, ќе повтат да ни го земат. Тој беше поет, пророк, визионер. Тоа го рече пред некој да знае дека тоа лудило во Европа ќе се случи, да се посегне по индивидуалното и колективно право, да се заколе идентитетски еден народ. Буквално да се заколе со таа просветителска гилотина на цивилизирана Европа. Јас сакам, за која говори еден француз сјаен антрополог.
Заев и неговата влада би требало да речеме, јас им ја препорачувам таа книга да ја прочитат, да видат како е тоа злосторство. Па после да бидат оптимисти. После, кој е тој што сака, што може да го смени едно исконско име на еден народ? Која влада? Кој? Бујар Османи, кој е тој да преговара? Јас исклучиво тврдам и ние напишавме до Македонски манифест една објава до јавноста, дека името не е политички проблем за нас, туку онтолошки проблем. Името е архетип, огледало, архетип на душата на еден народ, на колективната душа. И од тука се разбира и на индивидуалната. Затоа никој Меморијата. Да, меморијата. И сега главното прашање што треба тука да се постави, јас сум го поставувал на францускиот амбасадор пред овој, па и на амбасадорката што беше. На неколку. Добро, зошто сакате вие да го менувате име? Зошто? Немаат одговор. И нема одговор. Ескивира. Зошто? Нема одговор. Зошто? Па тие знаат дека грците до 86 година ги затвараа оние кои ќе се речеа македонци. Сега наеднаш тие се македонци. Што е тука работата? Тука е работата онаа што го предвиде Блаже Конески, големата цивилизацијска кражба. Големиот цивилизацијски грабеж на Европа, Ристо се слагам со него, јас едно време не му верував дека Грција е само алатка за да се оствари тоа на Америка и на ЕО. Не му верував, сега се повеќе и повеќе сум уверен. Значи, што е тоа? Античкиот Тимот, Александар, Филип и така таа македонска династија славна, која учествува во културно-цивилизацијската слика повратно и на Европа, но на светот, и тоа го кажува и Бертран Расел во неговата славна книга Мудроста на Западот. Цитира. Така, и така. Значи, целта е тој имот да се преведе во катастерот на Грција, а онај, така наречениот словенски, после Христа, нели, од Кирил и Методий, Климент и Наум, така до 10 век, до појавата на богомилите и крстоносците, да се префарли, а и сами си го украдоа тие кај бугарите. Сега бргу се иде и таа поплава да ги свлече со сигурност зацементирано кај бугарите тие идентитетски знаци, со овој така наречен добрососедски договор, кој е катастрофален за Македонија, бидејќи избришан и македонскиот народ како идентитет во неа и македонскиот јазик, кој е ставен уставен. Па нашиот јазик е прастар. Видете, бугарите побрза лакоми во кражбата, затоа и паднаа во паника кога Путин му рече на Ѓорѓе Иванов дека ни доаѓа писменост од Македонија. Паника ги фати од Бојко Борисов до Захариева, таа арогантна министерка за која 100 пати не удира со бугарскиот чекан по глава. Немојте многу да се правите големи, мислејки на нашето историско минато кое Господ ни го дал. Добро, тука да ставиме една и така, значи тоа е и со црквата. Значи се станува збор за еден чин кој се припрема, кој е апсолутно чин на злосторство. И на Европа, и на Грција, и на нашите соседи, а тоа го потврди пред 30 години, само што тоа че таа реченица, така наречената Лисабонска декларација, која го обнови третиот рајх, демократски на Европа. Нема друго. Идентитетски геноцид. Идентитетски геноцид. И како што велиш, Ефтим, за име и за идентитет не се преговара, но јас ќе кажем дека имам пријател дипломат кој тврди дека за се преговара и дипломатите имаат алатки клучеви за и најтешките прашања како што е прашање во земе. Драги гледачи, правиме кратка пауза за реклами, па се враќаме во студиото. Еве не повторно во студиото, Никовски, долгогодишен амбасадор, дипломат од кариера. Точно ли е тоа што го тврдат дека дипломатите, дипломатијата преговара за се и може да најде решение? Видите, до сега мислевме дека за името нема решение, освен самите, да речеме, се откажуваме од уставното и историско име.
за се не се преговара. Има работи кои се амблок одбиваат и се отфрлаат со индигнација, што велат. Меѓу тие прашање секако името не на држава, бидејќи тоа е апсолутно избор на народот во таа држава, а не може од надвор некој да ти го наметнува. Меѓутоа, знаете, сите што збора за демократија, за владење на правото, нели така и слично, тие се најголемите силеџи во светот. Тие за нив не важат судски одлуки како што е Хашката, за нив не важи ништо што не е во нивни интерес, тоа едноставно го игнорираат. Македонија е најдобар пример за тоа, разбирате. Кодзијас, во вчерашната изјава која малку ја спомнавме во неговиот интервју за Антена, телевизијата Антена, цело време зборува дека Македонија не може да влезе во НАТО ако не го промени името. Имаме договор. Тој има договор кој го потпишале неговите дека Грција нема да ја попречува Македонија. Значи тој го игнорира меѓународниот правен поредок. Никој од наша страна не реагира на тоа, разбирате. И така се однесуваат сите. Американците велеа дека пресудата од Хаг било мислење на судот. Судите не дават мислење, дават пресуди, разбирате. А пресуди се ги обврзуваат сите што се инволвирани во тоа, разбирате, го обврзува и НАТО. Според тоа, знаете, демагогијата која тука беше спомната на некој начин, цело време е на маса. И тоа од кого? Од тие што се најголеми, не знам, поддржувачи, промотори на демократија, на цивилизацијски вредности и слично. Ние рековме дека Македонија е третираат на начин кој личи на 19. век. Кој? Вашингтон и Брисел. Значи... Добро, да заклучиме. Ајде. Дали Нова Македонија, Северна Македонија, Горна Македонија е деноминација? Апсолутно. Ненад? Сега, знаете како, кога ве слушав, поприлично катастрофични се ова предвидувања. Знаете, се тука има малку Господ, има малку чувства, распирување. Ова ми смета околу приказките за идентитетот, кога се манипулира со така најсомнителни страсти. Простете ми, господине Клетников, значи, кога вие зборувате така, ова звучи прилично фино и да кажам, се буди еден национал романтичарски кич, да кажам, кога се мешаат, како да кажам, поприлично работи. Сега да не речам баби и жаби, да не бидам така. Каков е вашиот кич, да видим. Зборот ми е дека како ќе ми го објасните македонскиот идентитет, пошто и ова е моја држава, нели, како што е и на господинот и ваша и на... Вие сте македонец, извинувам? Да, македонец, да, како е тоа. Мислам, Не прашувам, зашто името ви е... Мислам, што ништо не значи. презимето е, јас сум дете од мешан брак. Не, Така, ништо не значи. Ништо не значи. Може да видите кинеско име да имате, да бидете македонец. Не надсакате да ви кажам што е држава, што е идентитет. Само сакам да кажам. Научени се така наречениве патриотски структури, кога ќе бидат на власт, да генерираат свој национален идентитет. Во тој национален идентитет претходнава влада ги имаше сите ресурси и сите можности да го реши проблемот. Покрај тоа што имаше можност да системски да ја подобри Македонија и во тие некои граѓански слободи, и во тие човекови права, во сето она што значи повторно еден цивилизацијски културен производ. Македонија не успева и ден денеска да екзистира сама за себе во својот културен простор. Кој вели тоа? И затоа, ама не докажете го затоа ви Нема врска. ние мора да ја спуштиме малку топката, да се вклучат, повторно ви викам, двете најголеми политички партии, бидејќи ја не зборам како политичар се, ја зборам како граѓани. И моите потреби и на потребите на граѓаните на Република Македонија, барем овие што се, како да кажам, прозападно ориентирани, се сосема некои други. Идентитетот на македонецот не може да вирее и да екзистира само кога е ВМРО ДПМН на власт, а сите други, дозволете само да кажам, дозволете. Сме ние партиски луѓе. Ние не зборувам партии. сега, не сум ни ја партиски човек, само зборувам дека во еден историски период од 10 години за едни оваа земја беше мајка, за други беше маќеа. Кога ќе се вклучиме во процесот сите, да одлучиме за прашањето сега не тие балони, него тие кои треба да ги одлучиме, треба да се поднесе некаков национален консензус околу тие прашања. Човековите права се итекако важни. Не се спорно.
Правна држава е Бесспорно. итекако важна. Ние може и да не го промениме името и да влеземе во НАТО, али проблемите повторно ќе останат исти. Затоа ви викам, ако е ова критериум за да се оди напред кон некакви цивилизацијски и евроатлантски движења, онда викам дека ќе мора да се најди консензус околу двете главни стожерски политички партии. Ако дозволиш, Тоа ми е ставот. мислам дека основата, дека треба да има консензус, е клучното прашање. Зашто сме новодереđe ние? Затоа што сме поделени длабоко македонците, за разлика од албанците, кога националното прашање е на маса, тие се единствени. А што мислите, дали таа подоба меѓу македонците и сега и низ вековите е случајна, или некој ја стимулира од надвор? Стимулирана е. Вие знаете дека најстарата политичка доктрина е подели па владеј. Така да, тоа не е случајно, иако и нашата глупост не треба се намалува, разбирате? Па да, тоа ми е фер да се каже, значи не е само нашите, тоа надвор. нашите грешки се неспорни, разбирате, ако почнеме да ги редиме, ќе треба да плачеме сега. Ги има, меѓутоа, и без сите наши грешки, ние пак ќе бевме новодереđe. Затоа што интересите на единствената суперсила на Балканот е да албанците доаѓаат до простор, Сега, тако. ова генерирате кон Америка, како? За Америка, да. Што мислите, големоалбанскиот проект не е реализиран? 70% реализиран со независно на Косово. Бомбардиран беше Белград, разбирате. Сега што още се прави федерализација на Македонија со јазикот кој го спомна дека денеска не собранието, што мислите тоа? Тоа го измислиле опозицијата, позицијата, тоа е наметнато од надвор. Јас ќе ви кажам, хој ти вели во една изјава, вели Босна и Херцеговина и Македонија имаат проблеми, може да ви цитирам целата изјава, имаат проблеми со малцинствата и треба да се решат. Босна е дефедерализација, дозволете само завршам. Значи, ние треба да имаме према федерализација. Значи, се што се случува во земја е во голем дел оркестрирано од надвор, разбирате. Од Америка. Главно Америка. Главниот фактор во светот е Америка. Америка, вика, од 45-та до денеска има во 50 земји обиди да ја руши официјалната власт. И тука го имам, сакам да го цитирам, авторот, тоа го пишува Гвардијан, значи еден светски познат вестник. Според вас, ние ќе останеме уште долго време во 19 век, не, ние не сме, извините, ние не сме во 19 век. Македонија да прави реформи е нејзин интерес, ги прави, може би поспор од колку што треба, сам не заборавете, вие не спомнавте ништо дека од 1991 година, кога се од расцепи Југославија, распадна Југославија, кога е независна Македонија, ние не сме имали ни еден ден нормален живот. Ние прво не признава, американците 4 години им требаше да пратат амбасадор во Скопје, ни наметна, ни го спорија името, на еден силеđiски начин, на еден вулгарен начин ја игнорира повелбата Уставот на Обединетите нации, да ни го оспорат, суспендираат името, ни постават нели така услови да преговараме и односно да разговараме и слично. Така да во 2008 година што се случи во Букурешт? Или 2001 година? 2001 година што е? Чиста интервенција од Косово, разбирате, по чија така? Никовски. Значи да одиме назад, меѓутоа генезата мора да се каже кој е и само уште едно прашање. И само уште едно прашање. И самите субјекти се за ЕУ и за НАТО, се за прозапад. Тоа не е значи спорно. се проамерикански. Тоа не е спорно. Сега, ако вие имате проблем со Америка, што е она... Не, јас немам никаков проблем со Америка. Македонија има проблем со Америка. Македонија има проблем. Јас немам никаков проблем. Јас сум се восхитувам на Америка во многу начини, на многу нивни достигнувања, меѓутоа Америка е таа која ни прави сопки тука. И само уште нешто, еве да ја прашам вас директно. Што е интересот на Грција? Да се промени името на државата или да се промени идентитетот на народот? Дали Грција прифаќа дека ние овде дека сме македонци? Прифаќа. Прифаќа? Сигурен сум дека јас прифаќа. тоа послушам. Прифаќа. 150 години смета дека нема македонски кои бугарите. Добро, да не биде само дека... Тоа не го кажа, тоа го кажа и премиерот на Грција. Се да не испаѓа дека јас застапувам грчки Што рече премиерот на Грција? Па рече дека тоа што ќе биде прифатливо за македонците ќе седнеме и ќе го договориме за името, за идентитетот, али тоа ќе биде во посредство со една влада и со друга влада. Како да преговараме? За идентитетот да преговараме? Не за идентитетот да преговарате. Имате преговори кои се на 19 јануари во Њу Јорк. Не се тоа преговори, тоа се разговори, медијација. Добро, медијација нека е. Значи таму се главни субјекти кои ќе бидат. Нема да бидеме јас и вие. Значи тоа се представници на Грчкиот председател јасно рече,
Македонија може да оди напред, македонизмот не. Тоа го рече и Плевнелиев, бугарскиот председател. Да, очигледно тој концепт. Македонија Тоа е... Значи, суштината е, ако не разбираме дека суштината е идентитетот, а не името... Идентитетот е невозможно да се смени, затоа што македонец не можете вие да го помешате со некој француз или со некој швајцарец. Значи, македонец си останува тоа ми беше... Вие го променате името, вие останувате исто што сте, а вие сте ненаци. Ако ви кажат Дутер Трајчек, вие не, ама немојте да го поврзувате со... Затоа сега вие манипулирате со тоа. Значи сега вие манипулирате со најсомнителните страсти на луѓето. Нема врска името. Името си останува мое лично име, ќе се промени ако се променува евентуално името. И ако на работа ве примат со друго име, вие ќе останете истата личност. Повторно манипулирате, господин Никос. Значи сега испаѓа дека ќе ве приме во Обединетите нации, односно во НАТО и ЕУ ако смените името. Ние можеме и тоа има врска со името со граѓаните. Никовски до утре Савале можеме вака да дебатираме со името на народот. Вака, значи до утре Савале можеме твојот став е дека не се менува идентитетот, апсолутно не се. Неговиот став е спротивен. Тука завршува. Тоа ни е битно да ги слушнеме вашите ставови. Можам ја да кажам, бидејќи бев прозван за национал-романтичарски кич. Мислам дека не треба да се употребуваат некои категории, како што е национал-романтизам, ако не се познаваат. Ја барем од литературата добро знам што е тоа. Ако Ненад не знае, а може да прочита друг пат, може на кафе да разговараме за тоа и да видиме. Да ги расчистате работите. Второ, држава и идентитет, име, тоа не се две. Еднаш со Стојан Андов разговара за таа тема, на многу не ми е јасно. Видете, идентитет, име, царски печат на колективната душа е нешто поразлично од држава. Зошто? Ние не сме имале, после таа кобна беласичка битка, до 44-та година, нели, еден милениум скоро држава, па сме имали идентитет. Значи, поставени дистанцията. Второ, не нас загатне едно стално, прво за национал-романтизам, као кич, тоа е една исто така на невладините ваши соросови организации, кои 80-тина ве има, еднаш не сте го поставиле проблемот за името. Пазите, се занимавате со она. Тоа е друга тема исто за дискусија. Добро, имаше Сорос една кампања Don't Fight on Me, тоа беше пред. Сега за цивилизација. Цивилизација е комплексен. Ресто дозволи, цивилизација е комплексен поим. Цивилизација и култура се доста различни поими. Има дистанца, се мешаат цивилизација и култура. Затоа ја спомнав и книгата на францускиот антрополог, Антропологија на смртта на Луи Ван Сент-Тома. Од цивилизација спаѓа и варварството. И културата и варварството. Историјата е плас варварство, плас култура. Што сакам да кажам? Во античка Грција, например, Херострат кој е? Херострат е тој што го срушил храмот на Артемида, најубавиот храм на античка Грција. И што е парадоксот на историјата? Дека до денес не се знае градителот на храмот, а е запомнат неговиот уривач. Во наш контекст, ние сега, тие што ќе го сменат името и нам Умиле, Заев, Маев, кој било, ќе ги памти историјата ако ќе бидат злосторници. Ама името ќе ни го снема како храмот на Артемида. Доволно е таа сути. Значи, не е воопшто цивилизација да се влезе во НАТО со еден идентитетски колеш на еден народ. Буквално, туку е тоа антицивилизација на тоа е тоа, не ви се јасни, се извинувам некои поими. Да, ако може да објасниме ова, разбирате, вижте, го загатнавте клучното прашање. Мене, како македонец, никој не може да ме избриши. Тоа е факт. Ама народот го бриши, колективот. Тоа ми е поентата. Значи, мене, јас сум македонец и да се промени овде, дека сите да речат дека се турци, шпанци, бугари и вамо таму, јас си останувам македонец. Значи, тоа никој не може да го бриши. Меѓутоа, што е играта сега, што е таа местенка што која сакат жедни преку вода да не однесат. Вика, името ќе го премениме за меѓународна употреба. Тоа нешто би реков јас. Ако, значи, дома ние ќе си останеме македонци, иако грците и тоа сакат да го игнорираат, ама ако ќе одиме во странство, нема да бидеме македонци, ќе бидеме ново македонци. Видите, тоа ако сме ние ново македонци, или ако е мојот јазик сега спрема договорот со Бугарија, според уставот, татко ми беше роден во 1911 година. Што било? Немало устав. Кој јазик го зборувал? Дедо ми мој го памтам јас. Тој зборуваше чисто македонски јазик, дозволете. Значи,
И сега, ако ние прифатиме новомакедонци, но ќе ајде, ние сме новомакедонци, ќе прифатиме. Што бил татко ми? Може... Дали бил татко ми новомакедонец? Дали може да кажем Да, нещо? само да завршам. Што бил дедо ми? Значи, целта е и она што се води сега целото сценарио е да се направи граница. Океј, од 44-та година кога формирате македонска држава, вие сте македонци, ви измисли Тито, ве подметна тука на србите и другите, претходно ве немало. Ние во договорот со Бугарија прифативме дека во историјата тоа села го капитализираше. Вика, имаме заедничка историја со Бугарија. Тоа може би само бугарска, разбирате. Према Јас тоа мислам не може македонска. дека идејата и не Нова Македонија повеќе врската е со од 2001 навак отколку 44 Да, и тоа нема да ни дозвола. Што го гледаме во врската е барем во ова 44-та година. Значи се дојде до некој консензус кој нашите очигледно го прифатиле. Новомакедонци може да бидат само 44-та година која имаме своја држава. Тоа со Бугарија веќе го потпишавме, сега одиме и во оваа насока. Значи, и северна, и горна, и долна, и средна е подобро отколку што е Нова Македонија. Иако, јас сум против промена на името, затоа што ако ја нема Франција, нема французи. Тие може да се чувствуваат французи, ама официјално на светската листа на народи французи ги нема кој нема Франција. Разбирате, курдите никаде не фигурираат курдите како народ, и ги има 35 милиони, разбирате. Не зашто што нема држава. Само се обидувам да ве разберам. Стварно, не се обидувам да ви противречам, него се обидувам да ве разберам. И да противречите имате право. Сакам да кажам дека претходниве 10 години, повторно ќе се вратам. Оставите на власта. Ова прашање е историско за Македонија. Нема врска со власта. Секоја кога ќе дојде нова власт, секоја власт ќе дојде, стално има некакви историски одлуки, нели? Па од 91 година до 2018 година ние имаме стално некои влади, некои комични влади кои ќе ги менуваат работите, па стално имаме некаква историска работа. Не заборавете дека и глупостите се историски одлуки. Па добро, нели демократија имаш право да бидеш и глупав, нели како ви кажа. Сакам да кажам, имаше одреден идентитет македонски во Македонија последниве 10 години. Имаше одредени околности. Дали биле добри или лоши, се идентификуваше некаков колектив. Не може сега тој колектив, кога претходната власт, односно дојде нова власт и луѓето кои што се на таа страна, односно што се против, да речеме, оваа власт, генерираат една состојба дека македонскиот национален идентитет почнувал од нив. Па го трансферираат со собственото име, па се враќаат дали таткото на, како што го даде господинот, па се, што бил он, бил македонец или не бил. Значи, во моментов имаме нова реалност. Таа нова реалност сега ќе мора да се искористи најмногу што можеме. Во која смисла нова реалност? Нова реалност затоа што имаме некои нови перспективи, евроатлантски приказки, преговорите се можност за некаков просперитет. Ќе видиме како се тоа ќе се одвива. Затоа викам, ја не лицитирам. Перспектива идентитетска смрт. Има некакви перспективи, значи не мора да биде се тоа. Кои се тие перспективи, кажете? Па еве прво се смени власта. Тоа е првата перспективност. Втора, оваа земја, бившиот премиер, оваа земја, само дозволете да кажам, значи бившиот премиер со неговата елита политичка е длабоко корумпиран. Значи тоа го знаат секаде. Никој не го докаже. Значи па добро, има судски обвиненија и така. Дека не ги остават се невини. Почетокот на реализација за евроатлантските приказки и НАТО, движењето на Македонија, ќе се почнува процесот да се одвива. И ја мислам дека е инфантилно и детски тоа да се кочи со тоа што некој сака сега нас да ни го земе името, да ни го уруши идентитетот. Тоа се, како кажам, работи кои и оваа влада, ако не ги реши, повторно ќе дојде некоја друга комична влада која ќе речи па сега ја треба да го променам името и така натаму и така натаму. Значи работите мора да се решава во моментот. Една само, имам право јасно една реплика. Што е стапицата во која ние влегуваме како, не знам, етникум или поединци, како сакате, дека ако тврдиме дека во овие 10 години сме граделе идентитет, е погрешна теза од идентитет, е невозможно за 10 години да се изгради. Значи македонскиот идентитет е вековна деривација и тоа е милениумска.
и со декрет не Тогаш можеш да зошто се смениш. има против за овие што сакаат да го решат името? Тогаш овие не се македонци, само никој овие не се е, македонци. Ненаде. Сам тоа сакам да кажам. Не Како на влада, името наше го решил Господ многу одамна. Кој ќе го решил името? Се немојте во Заедно. јавни работи Не, не, не. есхатолошки Не, 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 приказки да зошто? зборувате. Не, Се видите. Господ и така. Не, не, натаму. дозволете. кој? Дозволете. Кој го Заев го решил, ќе Голема го решил. грешка беше што ниту една влада до ова последната не го стави името како проблем меѓу 10 приоритети. Еден од премиерите кој беше доста долго време, лично пред мене има кажано, не е меѓу првите 10 приоритети. Јас не му реагирав тогаш, али последна прилика му реков. Разбирате, не е во првите 10 приоритети. Мораше да биде цело време прв приоритет. Затоа што тој проблем ја кочеше државата, ја инхибираше, ја ставаше во една неравноправна состојба, разбирате, 25 години, разбирате. И ова што сака да го реши, јас прв реков, извонредно што сака да го реши, ама на кој начин? Со капитулација? Фала ви. Затоа што нема проблем во светот, од блискоисточниот до кој сакате тајванскиот, кој не може да се реши за ден, недела, месец дена. Прашање кој ќе дај концесии. А јас го носам договорот со Бугарија. Тој е катастрофален, разбирате. Историјата тие што го подпиша, не да ќе ги осуди, него ќе ги направи најголеми предавници, разбирате. Веле Ќе предавници. ви прочитам само 2-3 работи. Вели, имајќи ја предвид заедничката историја која ги поврзува двете држави и дивните народи, не вели македонски и бугарски народ, да речи, тука ќе го на некој начин. Ние имаме заедничка историја со Бугарија, делумна, разбирате. И никој нема против тоа што е заедничко да го славиме, ама немаме ние целоста заедничка. Со тоа тие покажуваат дека де факто ние сме биле бугари до 1944 година. Тоа е основната бугарска теза, која не признава македонци, не признава македонски јазик. И формулацијата на крај дека сме нели така дека од уставот, значи како ќе речат македонците во Канада, што зборуваат? Тамо нема македонски Да се устав, вратам на оваа и само поента. уште една поента, одавде која денеска ми е еден пријател, вели секој од договорените страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани на териториите од другата, во согласно со меѓународното право. Знаете што значи тоа? Подпредседателка на Бугарија беше после подпишувањето на договорот и рече сите кои имаат бугарски пасоши во Македонија, они тврдат 70.000, сите се бугарски државјани. Никој не ми се чувствува државни бугарин, или можда 1%. Па тие им се заработат. И не се тоа, за тоа работа. Ама види, ама бугарите ги присвојуваат и Ама за тоа има- се ќе се мешаат. Ги И второ, пресвојуваат, знаете што рече ама она? затоа ви викам, кога отидоа луѓето така масовно да се иселуваат од мајка вам наша Македонија исконска, Последниве 10 праисконска. години? Последниве 10 години имате еден вид културен геноцид од 200 до 300.000 луѓе што отидоа. И Најнемој бугарски да ви пасоши да земаат отидат Не на луѓето, жал да продолжува додат тој 200-300.000 се луѓе. селува масовно. Може би Да, тоа е видите, она тоа се- инклинација која збокти Тоа са е- овие 10 тоа е години. тачно кичот Али кој го отидоа. зборувате, разбирате. Отидоа луѓе. Ако отишле 300.000... Македонија ќе остане тука, Видите, али луѓето ќе видите. ти се оцелат во физичка Чекајте, смисла. Ние ќе чекајте, останеме чекајте. вечни, исконски, праисконски. Чекајте. Луѓето ќе ни се оцелат. Тоа не е точно, апсолутно не е точно. Како не е точно, имате Затоа што сите показатели Ако тоа. 300.000, тоа се шпекулациите, вашите зборува дека 600.000 Не се се вашите, селиле. се зборувам во своје име. Добро, Немојте али така во се да ме секој... не- да Не, ме не, али дискредитира. вие сте преокупирани со обвинатата власт, оставите ја власта, зборуваме за проблемите на Македонија. Власта може да ја контролира, да ја критикуваме Па на и во друг големи начин. работи се наследени проблемите. Само да ви кажам, ако 300.000 луѓе се иселиле од Македонија последниве 10 години, GDP-то или BDP-то на Македонија ќе паднеше макар за 10%, зашто тие се отприлike 15%. Не падна, значи не е точно. А вие сте за да влеземе во Европската Унија. Да, апсолутно. Во моментот кој ќе влеземе во Европската Унија, ќе се отворат вратите да масовно се бега што ќе ги добијат дозволите. Сега тие луѓе, јас на пример никогаш не би земал бугарски пасош. Ни ја не 70 би земале. земал. Ја не би земале земал, и одат да работаат. Не се бугари, немат врска со Бугарија. Така е. Во моментот кој ќе влеземе во Европската Унија, што јас посакувам што тоа е цивилизацијско достигнување, Така е. македонците масовно ги иселуваат. Во Бугарија тоа е веќе сериозен проблем, затоа што иселувањето е огромно и јас сум поврвел лично низ градче, едно малечко, кај што навечер ниедна сијалица не светеше. Све беа затворени. Добро, да И го ги прашале вратиме, дека сите се иселени. Никовски, Според извини. тоа, да. Значи го Според тоа, враќаме таа е- и само уште една дебатата мора да ја вратиме да, на само уште една реченица во таа тема и знаете, сите тие нели Бугарија договорот катастрофален што го потпишаме ги не поддржува за европското нешто. Нема никаква врска. Бугарија ништо не одлучува. И второ, Македонија ви тврдам и гарантирам
нема да влезе во Европската Унија утре да подпишеме договор со Грција и да се прекрстиме до 2030 година. Тоа се 13 години. За тие 13 години, кој знае што ќе се промени, и кај нас и кај нас. Добро. Уште една кратка пауза, па се враќаме со директно до Ристо Никовски. Имаме едно прашање, што правеше дипломатијата изминативе 25-6 години. Кратка пауза за реклами. Се враќаме повторно во студио, морам да подсетам една изјава од Кодзијас, кој вели дека целта на Атина е да се најде сложено име кое можено и не мора да биде со географска одредница. При тоа, тој подсетува на Лисабонската декларација, односно кога Португалија председаваше со Европската заедница. 1992 година Венси Овен предложија Нова Македонија или споено Нова Македонија. Пинјеиро го предложи тоа. 1992 година, денеска сме 2018 година, што правеше Никовски дипломатијата целиот овој период? Се подготвили да води битката за идентитетот или беше неподготвена? Една од најсериозните наши дипломатски и политички во основата грешки е што од самиот почеток проблемот со името го ставивме под маса. Со него се занимава само 5 души во државата: председателот, премиерот, спикерот, министрот за внатрешни работи и офицерот за врска што е со Нимиц, бидејќи тој беше инволвиран, така поштро што го нарекувам јас, никој друг. Сите информации во држава доаѓа преку Атина, ништо во држава. Архивата има некој пристап до таа архива? Македонија прво нема документација за тој проблем, разбирате. Јас имам поголема документација од колку што има државата, затоа што никој не го следел. Во нашето министерство нема човек кој е надлежен за тоа прашање. Нема. Разбирате? И тој човек, ако имаше и некој со континуитет, ќе собираше макар свет да знаеме што се случувало, што било позитивно, кај сме грешеле, кај сме добивале, што е позитивно, што е негативно и слично. Значи, нашата дипломатија не беше апсолутно инволвирана во случајот. Ќе го кажам конкретното искуство. Јас доаѓам во Москва, ги посетувам колегите амбасадори, тие сакаат да разговарат само за името. Јас поима немам. Никој ништо не ми кажал. Нека јас прашав неколку пати, кај што тие што знаева, ми ставија до знање дека тоа не е за мене. И знаете што направив јас, зашто кога јас почнувам да импровизирам, тие знаат се, ќе испадам смешен. Отворено им кажав: луѓе, тоа прашање кај нас го држат 5 души, јас не сум информиран, ако ми кажете нешто... А како е сега, Ристо? Сега некој му помага на Заев и на Димитров, некој од странство можеби? Имаме советници некој? Никогаш не сме земале, ние, тоа било ерес, разбирате, тоа е една втората грешка. Ристо, ја мислам дека Кодзијас најмногу им помага. Кодзијас им помага, може да ја спаси од денес. А не, Кодзијас ја кажува целата вистина, тој вели, дури погрешивме што времената спогодба е подпишана како бивша Југословенска Република Македонија. Ниф им пречи што е Република Македонија, што според експерти е јасна дистинкција меѓу регионот Македонија, кој се протега, нели, во... Само да не ставиме тука недоречени, привремената спогодба е катастрофална за Македонија. Има само две позитивни работи, сите се за Грција. Прво е дека не признаеха во државата, мора да го направат порано и подоцна. И второто е да не попречуваат, тоа веќе не важи. Па тоа е поентата на нене што ја кажува. Ако ние имаме една држава која не е способна на една работа, еден договор раселен да подпише, создава една атмосфера. Тоа е факт. Нека оди како што оди, па еден ден ќе го реши некоја друга генерација. Перспективите, младата генерација не може да ги... Најдобар доказ за тоа е договорот со Бугарија. Тоа е катастрофа. Па гледајте, ви викам, имам во телефонот, сега е малку шашаво да го покажувам, имаше на некој портал, кај што јас имам весник од 97 година, дека само што нема да се реши, само што не се решил проблемот со името. Значи 97 година. 2018 година како да живееме во некоја капсула. И се појавуваш во 2018 си остарел, си обелел во меѓувреме, нешто деца ти се родиле, па остареле, отишле у војска или немам појма кај отишле. И повторно читаш вестник и вика само што не го решиле проблемот со името. И сега некој човек се појавува со си од негов капацитет во политичка смисла и вика луѓе ајде да се обидеме да го решиме проблемот, пошто би било глупаво уште една или две, три генерации да ги изгориме.
да ги отераме по А ѓаволите. што ако не се реши проблемот? Тогаш Па, викам, не може да се реши проблемот, мора да се најде решение. И мора во политичкиве партии, вклучително и власти и опозицијата, и елитите, кои ги разбираат процесите, господин Никоски ги разбира процесите, да се свестиме, да голтнеме некоја кнедла плюс и да го решиме тој проблем, бидејќи нашите животи се распаѓаат во секоја смисла. Тоа не е точно, немојте така. Значи, мислам, како да ви кажам, се распаѓаат во секоја смисла. Значи, Ние сме последни, да се распаднеме, последни а во животите регионот, да не останат. последни сме во регионот, и во технолошка смисла, и во медицинска смисла, и во патувачка смисла. Мојот личен идентитет, собствен, што го носам јас како македонец, што и тоа да значало, мојот идентитет сакам да се такмичи со туѓите идентитети. Тогаш мојот идентитет доаѓа во израз. А што не Тогаш, спречува, слушај, па ние го А што, работиме кажете, тоа што не малку спречува? поинаку од вас, вие го работите тоа. Значи, македонскиот Ама- идентитет мора да се меша со Ама други. кажете што не спречува во тоа? Има и патуваме секаде. Сега последното има 2 милиони луѓе патуваа во странство оваа година. Па добро, македонците. не ми беше тоа поентата, мислам, се во приватна режија си патуваат луѓето, не може да ги запрете. Да, Ние добро, Државна поентата е, ти ја кажа на почеток Христо, дека Чекајте. според повелбата на Обединетите разјата, нации, чекајте, ние требаше да бидеме членка на апокалиптичните Обединетите сценарија. нации. Чекајте, да ви се се намалат молам, малку. ви се молам. Дали Македонија ќе биде членка на НАТО и ЕУ, преготово на ЕУ, е сериозно прашање и јас сум прв да влеземе во Унијата, затоа што е цивилизацијско достигнување, камо и еврото да го земеме, затоа што тоа е нешто што ќе даде стимул, голем пазар, има фондови и слично. Меѓутоа, пардон, ако е цената непристојна, неприфатлива, антиисториска, антицивилизацијска, тоа не се прави, луѓе, сватете го. А условите кои ни ги поставуваат се такви. И да ви кажам нешто, Македонија ваква каква што е, што викате вие дека е во распад и растурена, не е точно. Ние последните 10 години имаме пораст на бруто производот од прилike 3% просечен, разбирате. Што му значи тоа на Што некој му обичен значи, граѓанин? ама во никој, ама му 3%, значи мислам, во регионот, 7%, во регионот нема друга држава која е била на тоа ниво. Сите се на помалку или близко. Јас се зборувам за разбирате. некои дневни работи. Сиромаштијата, видите, сиромаштијата Македонија беше најсиромашна во Југословенската федерација. И сега сме пак на тоа ниво. Порано беше сиромаштија 32-3%, сега 29%. Тука сме. Значи Македонија може да живее без НАТО ја и 100 години уште. А дали НАТО ќе издржи 100 години, не сум сигурен. Поарно да сме во Унијата. За НАТО не сум сигурен. Ја не би се прифатил сега. Во Унијата, дај Боже да влеземе утре. Меѓутоа, тие не сакаат. Ако некаде не ве сакат, не одите, разбирате. Ќе и постаат непристојни услови и тоа ти кажат со други зборови. Значи, господине Никоски, сложни сме дека ова исто во што го говорите вие сега, можеше да се каже и за претходната влада, За сите. и за претходната сите, влада, и за сите. претходната влада. Јас викам, сериозна грешка беше што тоа прашање се држеше под маса. Знаете зашто го држа под маса сите? Сите беа свесни дека не може да капитализираат, што и да прифатат ќе биде погубно. Некој добиваше, но некој губеше избори. Условите кои ни се поставени се катастрофални. Ристо, може Ефтин. да кажам нешто Да. за НАТО. За НАТО, бидејќи многу оперираме со НАТО. Тука ќе се повикам на Ноам Чомски, најголемиот може и интелект на Америка, жив и така со најголем и капацитет интелектуален можеби. Он има 4-5 книги напишано на тема американскиот државен тероризам. Да, точно. Пазите. Тоа не знам, не дали видел некој од тие книги, ја во Загреб ги има преведено, Хрватија, мислам, 3 има видено. Сега, американскиот државен тероризам. Во тој американски државен тероризам тој го вклопува и НАТО, се разбира. Кој ја бомбардираше Србија на најидиотски начин. Од 11.000 нелегално. нелегално, од 11.000 метри, најкукавички. Во темница убиваа деца, жени, цивили, бомбардираат телевизија. Тоа е една од сликите на НАТО. Пазете, се распадна Советскиот сојуз. Тој беше поехал. Утре задутре НАТО ќе се распадне. Историјата е таква. Нема кај неа вечни империи. И Рим беше вечна, дори и Македонската империја, што беше најсилна, ја слиста Рим. Сите се распаднале. Американската е при крај, може, тоа го има и во Библијата, во пророштвото на пророкот Данијел, кој внимателно ги чита и проучува тие работи. Така да тука е некаде. Сега, ние ќе го дадеме идентитетот за НАТО, за ова, новомакедонци. Па не сме ние новомакедонци, ние сме прастари во идентитетот.
Најглупо е нова Македонија. Така да, мислам, таа идолатрија кон НАТО е многу глупа за мене. Баш тој поим, бидејќи видите, НАТО мислите че не брани ако дојде до некоја пак 2001 и тако нешто. Не, ќе си гледа се, решете си го проблем. Па во Да, утре НАТО може би како организација ќе се растури, а и вие излегувате. Турција, што се случи во Турција? Во НАТО, што направи НАТО? Ништо. Ердоган си ги среди работиве и беше страшно оченил на НАТО. И така НАТО. Тоа ако Најново е Украина, разбирате, се случи во Украина. НАТО е директно инволвиран. Еве им го и НАТО и цивилизацијата ни, идентитетот ни е Ненад обрнувам внимание на оно што се вика реална политика, реален живот и ние сме свесни дека ние кога сакавме да влеземе во Обединети нации, ни поставија дополнителен услов, имате проблеми со името. Ние ги поднесовме документите како Република Македонија и не ословуваат со некаква си привремена референца, 20 и нешто години. Така? Точно. Таа референца испаѓа дека е подобра од ова што сега се предлага како Главна Република Македонија. Христо, извини, малку погрешно се изрази. Немаме ние проблеми со името, тие имат проблеми со името. Од кај на кај ние проблеми со името на идентитетска линија. Новата власт е упорна во тоа и добро вели. Грчиот проблем со нашето име. Тоа покажува дека има некоја комбинација. Прашањево е како да се излезе од овој ќорсокак. Вие ги читате тие кодови. Да. Имаше една Никовски имаше една преписка со Игор Јанев. Добро. Значи Игор Јанев смета дека треба да се оди во Генерално собрание гласање, така? Ти велиш, јас не ги познам механизмите на Обединетите нации, искрено може и да се заглавам во таа вода. Ти велиш дека тој на почетокот тоа го кажа, е погрешно. Не, апсолутно погрешно. Видите што е сега. И он сега имаше ново. Што е исправно сега во цела оваа работа? Видите, прво, ние сме тема на дневен ред на Советот за безбедност. Советот за безбедност е влада светска, онака формално кажано, и орган на Обединетите нации кој е апсолутно над се. Само за Советот за безбедност не важат пресудите на судот од Хаг. И за Генерално собрание, за сите други, за сите земји важат, само за него не важат. Сакам да покажам колку е тоа орган над сите, разбирате. Сите главни решенија се донесуваат во Советот за безбедност, како предлог резолуции, одат на Генералното собрание, каде 99% случаи формално само ги потврдува, разбирате. И сега има механизам, тоа е во тука, во тој дел е Игор Јанов е во право, може некое неважно прашање да се покрене на во Генералното собрание, разбирате. Генералното собрание на комитетот кој го решава да тоа се собере со просто мнозинство, таму да 5-6 држави и со просто мнозинство, ајде ќе помине, разбирате. Меѓутоа не може се така да помине. Ако нашиот случај е веќе на Советот за безбедност, на маса му е, тој одредил медијатор, чиј мандат се уште трае, разбирате. И се не може, ако е овој врвен орган, нешто тоа исто дека како наша влада да има на дневен некое прашање, а ти бараш од Министерството за транспорт да ти даде одговор да го реши проблемот кај на влада, разбирате. Мислам, да се свати како е тоа хиерархиски. И сега ти одиш со таков еден предлог резолуција, сега Фроден Леам ја поддржал, правато тоа некоја масовна пропаганда и слично, што е апсолутно превара на јавноста. Направиш резолуција, ја пратиш, да направиме тако нешто, ја пратиш на Генералното собрание, ќе се јави Советот за безбедност, ќе извините луѓе, тоа е наш предмет. И уште ќе додадат дека се работи за безбедносно прашање. Сеќате? И одма ќе го повлечат. И дури да помине, да не го направат тоа, било американците, било формално Советот за безбедност, било генералниот секретар кој е тука, нели, главен газда во Обединетите нации, ќе рече, извините, тоа е на оваа страна. Дури да почне да се развива, да влезе во процедура на Генералното собрание, кои стојат зад прекратувањето наше, суспендирање на името? Франција, Велика Британија, постојани Америка, членки на Советот за безбедност, тие преку своите канали ќе дадат инструкција дека не може тоа да гласат против. Сите земји што не признане подуставно име да се карат со Америка, ќе се повлечат, разбирате.
во Брисел, во Букуреш во 2008 година. Па за гласањето за Ерусалим баш и не беше така. Но Чекај, затоа за гласањето за Ерусалим, таа резолуција нема никаква необврзувачка. Сите земји, тамо за неја гласа Франција, Германија, Велика Британија, сите гласа, затоа што де факто потегот на Трамп беше апсолутно погрешен, ја го девалвира процесот на барање на мир, бидејќи клучно прашање на блискоисточната криза е Ерусалим. Ќе го поделат источен запад. Ќе мора да поминеме на завршните поенти. Сакам да кажам дека тоа не може да помине апсолутно во Генералното собрание, бидејќи нема основа за тоа, дури да дојде таму, нема никој да гласа и нема да помине. Да. А ние во меѓувреме ќе се спокараме Ќе се навратиме уште еднаш исто на завршните поенти. Ќе почнам со момент само. Ако веќе одиме на, ние треба да го вратиме предметот, али не на Генералното собрание, но на Советот за безбедност, да кажеме 25-6 години помина. Па тоа е таму уште нема, да, нема решение, не да го Додуша на генералниот секретар Ристо му реферира. Генералниот секретар треба да му не може да реферира, бидејќи тоа е друго прашање, не можеме да го разглобиме сега. Значи, ние треба да поднесеме барање преку генералниот секретар да се врати прашањето на Советот за безбедност, да им кажеме дека 25 години трае медијацијата, се потроши, ништо не направи, прашањето не е безбедносно, нема 25 години, нема никаков инцидент, молиме да се исправи грешката и да ни се врати уставното име. Добро. Тоа е постапка, а не легално собрание. Ефтим, како завршни зборови, една мала провокација, бидејќи ја спомна често неколку пати Библијата. Исус, нели, како потврдена фигура и личност во историјата, се тестира, отишол во пустињата да преживее 40 денак, да се очеличи со дух и тело и така натаму. Дали македонците, идентитетот македонски може да го издржи овој тест, овој притисок и што треба да направи? Види, овој притисок, ако сакаме да бидеме нешто, а не идентитетски, а не мртовци во Европа, треба да го издржиме. Но мислам дека се наоѓаме во страшно критична ситуација, тоа е што рече Ристо, поради разединетоста на македонското ткиво. Вие видите, тоа иде секако една голема поплава која не удира само на името директно, туку ги брише и сите наши веќе опозиција идентитетски знаци. Договорот за добрососедство со Бугарија, тоа е јазик, историја заедничка, нели негде во Струмица се избриша бугарските фашисти на споменикот на Благој Мучевиќ. После кукавички потек на МПЦ кој веќе стана екзархисти, видите. Екзархистичка црква веќе, која бара... Не, во овој план не е ни тоа, туку е ново македонска православна. Си ги вадат очите, бараат црквама. Па добро, тие архиереи, јас би ги прашал, дали нешто ја читале Библијата, дали се нешто разбираат од Светото писмо? Во тој контекст, пардон, сериозно би ги прашал и би дебатирал со нив. Знаат ли тие дека, ајде, еве сега архимандрит Партени, читав едно катастрофално интервју, ја веќе ми нешто ќе одговорам на тоа, дека Охридската архиепископија фактички во бугарскиот устав, демек уставот на бугарската црква бил заведен како Охридската била заведена како бугарска, дека Бугарија е наследничка на неа. Ние мислевме, сега, добро, нека и така, еве да се сложиме. Ама генезата на нашата црква иде подалеку. Павле, апостол Павле и Лидија Македонката. Тоа е познато, тоа е, видите, Библијата, некои викат приказни се тоа. Тие кои културолошки не се упатени. Библијата е најважниот и антрополошки и културолошки документ на западната јудео-христијанска цивилизација. Иако они идат на Грција, уште пагански, не е точно. Томас Ман го консултирајте, он најубаво говори за тоа. Така да црквата наша изворот го има, па тоа го вели уште еден папа, сега не можем да се сетам пред
3-4 века дека само неколку апостолски цркви има во светот. Архиапостолски, македонската, сириската и која. Значи, таа црква на Павле и Лидија е првата македонска, словенска и европска црква. Пазите, најпознатиот, еден од најсјајните библисти европски, Ернест Ренан, кој е француз, мислам, вели, словото, логосот на христијанството тргна од Македонија. И сега да ги прашаме овие наши архиереи кои кукавички потек направија. Еве, ајде и бугарите. Апостол Павле, кој го пречека во Троада во Библијата? Му се јави еден македонец. Значи македонец отиде таму, не бугарин. И кај ја построи апостол Павле црквата своја? Во Македонија. И он говори за македонците, ги разликува од грците, како етнос ги третира. И говори дека е најзадоволен од нив. И во второто послание до Солуњаните, кога им се обраќа, вели, вие сте народ од почетокот избран за спасение. Да мислете, значи во Стариот Завет избран народ е еврејскиот, во Новиот Завет. Што значи избран народ за спасение? Не за егоистичко спасение, бидејќи еве нас сака да туку преку христијанизацијата која тргна од Македонија настана новата цивилизација европска. Русија е покрстена од Македонија, од Охрид и така. Тука е. И сега ние да продаваме се ова што вели Ненад национал, кич на национал романтизам. Не е кич. Не, он тоа е еден конкретен есенција, период, знаеш. мислеше, И не сега на поентата ми е генерално. како ќе им кажеме ние на тие 142 држави што не призна, ако не се лажам, утре Нова Македонија, еве Заев и компанија, и Бујар Османи, кои многу се разбираат од име, од идентитет, со Кодзијас, Нова Македонија. И како ќе им кажеме ние, сега се шегувавме, какви крпи, какви мивки етички ќе бидеме на 142, Добро, ти, значи, поентата ти е на целото историско, културно наследство, што именно го тоа е носи идентитет и име. Идентитетот Македонија. Ненад, ти беше до сега во дискусијата оптимист. Значи, како завршно, каде го гледаш оптимизмот и како ја гледаш разврската на овој процес? Па, очигледно е дека во самото зборување на двајцата господа, кои ги почитувам, се разбира, се чувствува повторно, викам, една, како да кажам, едно чувство на инфериорност. Знаете, оваа расправа би била добра кога се би биле ние некакви британски некакви буржуи, па се разговараме за геополитички. Ние имаме премногу реални проблеми кои мора да ги решаваме. Значи, проблемот на името го гледам во национален консензус на двете главни политички партии, конечно да пораснеме како луѓе и да се договориме како оваа работа ќе се одвива и ќе се реши, конечно еднаш да се реши. Можеби, дури ја кажувам вака граѓански. Прилично не се обидувам ниту да поентирам, него тоа што ми тежи, тоа го кажувам. Да нотираме во 2018 година, 19-та, 20-та, двете политички партии имаат неправда околу Грција, со што им наметнуваат име, како год да е. Значи, така би го направил некој, како кажам, разумен лидер. Неправда таја и таја и продолжуваме напред. Значи, ние не може да се понашаме дека сега светот е фино место, кај што таму те лулкаат некои чичковци, па сега ти си фин, пристоен, па ама сите се против тебе. Значи, ние мора да пораснеме како луѓе и да ги решаваме работите. На крајот на краиштата. И претходната влада и оваа влада ќе одат на буништето на историјата ако не ги реализираат своите програми за подобар живот на сите граѓани. Така овие отидоа во буништето на историјата, така и овие ќе отидат. Значи, некои работи ние мора да ги решаваме. Во Европа имаш 4-та генерација која изработува микрочипови. Микрочипови. Ние немаме плафон. Се делиме по сите основи, оваа земја функционира, како кажам, сите се против сите. На кое биро и на кој шалтер да излезеш, стално има некаква омраза. Тоа сите ние го чувствуваме. И сега овде ќе седиме Франција, Германија, Византија, Римско царство, тоа се све супер приказки, али тракторите во Кавадарци на тоа не одат. Ние мора да пораснеме како луѓе,
самиот господин Никоски кажа дека сите влади ја упропастија таа работа околу решавање на името. И сега, кажете ми, треба да се жртвуваме сите колективно за и оваа влада да и го упропастиме шансата да го, па после да дојде некоја друга влада, па и на другата влада да го упропастиме тоа, па името, па идентитетот и така до кога? Тоа е мојата порака за И крај. благодарам, Ненад. Јас би заклучил со една констатација дека и мислам дека е прерано да кажеме дека ова влада, освен дека има план за кој не го знаеме, можеме да детектираме каде се наоѓа попрашањето за името. Јас лично не можам да видам ништо официјално, освен деманти, само деманти на грчки избори. Деманти, Заев демантираше, Димитров демантираше, Бујар Османи, па и меѓу себе дори се демантира. Димитров го демантираше Османи и така натаму. Значи, не знаеме ништо конкретно што е и какво би било решението, освен што се наоѓаме, за мене е тоа трик прашање, ако сакаш можеш да ми одговориш како завршна поента. Да. Дека Димитров кажа, ние сме македонци, ништо друго не сме освен што сме македонци и затоа нема да се преговара. Значи, идентитетот не е. И мислам околу инфериорноста. Напротив, ова што го зборуваме ние е со гордост, со достоинство и со самопочит. Ова што се прави кога се потпишува договор кој е капитулантски, кој е катастрофален за државата, тоа е инфериорност. За кој договор мислиш? Со Бугарија. Со Бугарија. Например, законот за јазиците кој е пострашен од сите договори е де факто инфериорност, не само почит и слично. Ова што се спрема со Грција исто така. Значи, разликите се тука кај нас присутни, разбирате, и тоа што, мислам, да една работа да биде кристално јасна. Како ќе се чувствуваме ние е наше, неспорно, никој не може да го доведе во прашање, освен да то тепаат, не дај Боже, али клучното е како те сметаат другите. Ако за другите ние не сме македонци, а ова што се прави е точно тоа, ние да бидеме новомакедонци, северномакедонци и слично, ти веќе не си тој. Тоа мора да биде јасно. Значи, со промената на името на државата, ако Франција утре се вика Бретања, зашто имате и тамо Бретања тако, тие ќе се британци, ќе нема да бидат французи. Ако Германија се прекрсти во, не знам, Саксонија, ќе бидат саксонци. Така да, тие работи да не ги мешаме, разбирате. Македонија своето име не го доби од регионот Македонија, го доби од македонскиот Ристо, народ. не французите, Волтер, Бодлер нема да бидат французи. Тука лежи зајакот. Исто така. Така да ние кај нив нема да бидеме ни во Библијата ќе се признава статусот македонски на македонското име на македонците, кој сме го извлекле ни во антиката, ни во словенскиот период, кој го грабаат бугарите најлакомо, најперфидно. Видите, македонскиот јазик бугарите го нарекоа старобугарски, бидејќи ние сме космополити по дух, ајде старословенски, а имало дискусија дали да се вика старомакедонски или старословенски. Ајде ние како секогаш отворени, што вели Рацин, куќа, цел свет братски ние, така, тоа е битието македонско. И ајде да се вика ама они старобугарски, а тоа е старомакедонски и во лингвистиката се знае на солунските говори. И јас тврдам дека е тоа, не сум го прочитал кај лингвистите, ама можам да го докажем тоа, дека е, бидејќи сум и писател, и писателите се некои лингвисти, дека фактички првата кодификација на македонскиот говор е извршена во Библијата, во преводот словенски, на Кирил и Методи. И тој јазик, старомакедонски, македонски сега ќе го наречам, легнува како маја, како есенција во сите словенски јазици. И тоа може преку една анализа да се утврди во словачкиот јазик, јас повеќе ги познавам рускиот, и во бугарскиот, и во српскиот и така натаму. Така да тука се работите се многу супти, и она што рече Блаже Конески ќе повтат да ни го земат, затоа што ние не сме го чувале културно цивилизацијското, не сме го чувале културно цивилизацијското благо за нас.
Некогаш сме го давале, подарувале. За жал, времето ни истекува. Јас можам да ви се заблагодарам на гостувањето, секој со своите поенти. Јас можам како заклучок да кажам дека владите ги бираме, нели, за да решаваат проблеми. Некои влади создаваат проблеми. Како и да е, се ближи 19 јануари, кога ќе има нова средба на медијаторот Нимит со нашите преговарачи и на Грција и на Македонија. Доаѓа март, доаѓа април, кога се очекува практично да се видат првите контури на решение за овој проблем, така што времето ќе каже кој е во право и каква е оваа влада, дали решавала или создавала проблеми. Драги гледачи, ви благодарам на вниманието и останете со нашата програма.